По 7 години денеска повторно ќе биде отворен комплексот Македонско село, лоциран на водно во близина на Нерези. Од страна на службата за општи и заеднички работи известија дека концесионерот Латераца е селектиран на легален и отворен начин преку електронско јавно надавање, користејќи го системот управуван од Министерството за финансии. Елизабета Дамјановска-Спасеновска е таму, Бети, повели со деталите. Благодарам. Се наоѓаме во етнокомплексот Македонско село, кое што денеска се отвара по 7 години. Инаку, подготовките се во тек. Веќе можеме да забележиме дека се е подготвено за денешното свечено отворање, за кое што присуство е најавено и на премиерот Христијан Мицковски. Инаку, етнокомплексот Македонско село располага со 12 куќички автентични за сите региони од Македонија. Овие куќи се користат и како хотелски соби, па на тој начин се овозможува и престој на домашни и странски туристи, со што се зајакнува и развојот на руралниот туризам, меѓутоа се отвара и можност за нови работни места. Инаку, овој етнокомплекс ке раководи фирмата Латераца, која што била избрана како најповолен понудувач на јавниот повик кој што беше отворен од службата за општи и заеднички работи. Како што споменав, во секој момент се очекува официјалното започнување на отворањето на овој етнокомплекс. Ние сме подготвени, а во вестите ќе се вклучиме со слика и тон со цел да ја пренесеме атмосферата, за да можат нашите гледачи да видат како тоа изгледа од тука. А веќе после неколку дена сите заинтересирани кои што ќе сакаат да го посетат овој етнокомплекс ќе може да дојдат да уживаат во убавините, меѓутоа исто така да го користат и ресторанскиот дел кој што ќе биде отворен за сите гости и посетители. Нашата екипа ќе се вклучи малку подоцна во вестите или по завршувањето на вестите со говорот на премиерот Христијан Мицковски. Бети, ти благодарам.